Почитувани браќа и сестри, дами и господа, битолчани и жители од Пелагонискиот регион, добро ни дојдовте на 9-тиот последователен протест и протестен марш, именуван или насловени како Стоп за регионална депонија во Пелагонија. Ви благодарам што сте дојдени во толкав број. Како и секоја среда, така и оваа среда, ќе дајме отчет што сме работеле ние како координативно тело, иако некои не викат како иницијативен одбор. Ова мината седмица цело време работиме на разбудување на битолската и на пелагониската човечка и национална свест и граѓанска секако. Успесите ни се минорни, мали, затоа што едноставно нема стимул. Не плаќаме ние никого, како што плаќаат политичките партии. Обвинети сме дека за протестите стојат некои си политички партии, на сите му најдоа мана, освен мене, затоа копат, уште копат, барат нешто за мене и не може да најдат. Запаљото го класифицира како бивш градоначалник, кандидат за градоначалник, и затоа се борел за да биде градоначалник на листата. Некој од тука бил од христијанско братство. Појма јас немам, јас не сум, искрено ви кажувам. Во ние на партија не членувам. Замерија за Јорго Огненовски, што застанал на говорница, што говореше од граѓанско име, како граѓанин. Замерија за Горан Тасковски, и тој е лидер на политичка партија. Значи се е забрането, освен изградбата на депонијата. Да напоменам, вие знаете, но за тие што не знаат, за протестите стоите вие. Ако некоја политичка партија или политички субјект го превземи протестот, знаете дека прв јас ке заминам. Нема да го дозволиме никој да го превземи протестот. Има најава од една минорна политичка партија. Ја очекувам да дојде господјата тука и да ви се обрати од говорница, ако е дојдена, затоа што така плукаше по социјалните мрежи, а беше носител на листа на политичка партија во град Битола на локалните избори и освоја дури 86 гласа на ниво на цела општина. Не се сложува со нашите протести, не се сложува со нашите протестни маршеви, не се сложува со референдумот во Новаци, буквално со ништо не се сложува, ќе ја именувам по име и по презиме, затоа што таа е политички субјект, кој што прв политички субјект кој што отворено плука не по мене или по координативното тело, плука по сите вас. Нас координативното тело не нарече предавници, платеници и не знам што ли уште не. Ако ние крепиме, учени сме и очекуваме такви напади. Најголем доказ дека протестов не е политички е бројноста. Погледнете се колку сме, 200-300 луѓе. Верувајте, ако ВМРО ДПМН или СДСМ го организираш овој протест, ќе си ги скршеа нозете нивните членства и ќе излезе овде 4 до 5.000 упорни гласачи на двете партии, политички партии. Да ви кажам како поминавме во општина Новаци. Ден
пред вчерашниот, односно на 28. Собравме 15% подписи од гласачкото тело на општина Новаци за распишување, иницијатива за распишување на референдум. Иницијативата за распишување на референдум е предадена во архивите на општина Новаци. Понатаму, иницијативата е на разгледување и очекуваме да се распишат, да се потврди како уредна иницијативата и да се пристапи кон збирање на подписи за референдум. Затоа што ние не можеме да збираме подписи за референдум со матични броеви, тоа е противзаконито. Тие во Новаци ќе се одредат пункт каде што ќе се собира подписите со матичен број и треба да собериме некаде 520 подписи. Од тука од ова говорница, се извинувам, бевме и кај градоначалникот на општина Новаци, културно не прими и сега може би некој ќе не обвини дека сме во маровски протест. Комуницираме со сите и со сада сама комуницираме, и со поинаку, и со левица, и со сите комуницираме, луѓе, сватете, меѓутоа протестот е ваш. Наш е интерес, нека помогнат сите политички партии. Наш е интерес да нема регионална депонија од 18 општини. Веднаш по заминувањето наше од Новаци, веќе добивам информација на терен. Како што имат и тие луѓе на терен, така и ние имаме луѓе на терен. Веќе ги имат списоците со име и со презиме на жителите од Новаци, 367 мислам дека беа. Ги имаат списоците кои се како се и сега следна фаза нивна му е во нивните болни умови додат од куќа на куќа и да му запретуваат за нивните деца, за нивните жени, буквално за све. Браќа и сестри, новачани посебно и жители од новачката општина, издржете и ова зло ќе помини. Не ја виткајте кичмата, кога веќе една се подпишавте, после вас и на другите. Ништо не ни можат ако сме заеднички и сложни. Одзивот во Новаци беше, спрема мои критериуми, прилично слаб. Имаше нешто помалку од колку што сме овдека дојдени собрани, имаше многу помалце новачани од колку битолчани. И тоа го разбирам. Луѓето се плашат, живеат во континуиран страв веќе 35 години. Тие што се со гласната фалинка во мозокот, не очекваме ништо ни од нив. Меѓутоа, мора кај секој од нас да преовлада и разумот, да преовлада и свеста, затоа што не ова политичка борба кој да биде градоначалник или советник или пратеник или министер. Ова е едноставно граѓанска борба за нашиот гол живот, за нашето здравје, за здравјето на нашите деца, нашите семејства, нашите комши, ако сакате, пријатели и така натаму и така натаму. Ние нема да застаниме, ќе се туркаме работата, поднесовме и до општина, поднесовме барање повторно до Советот на општина Битола, да си разгледат уште еднаш својата донесена одлука за формирање на регионална депонија во Новаци и очекуваме оттаму, наместо да одиме на избори, директно да се пробуди свеста кај советниците од СДСМ, поинаку и од левица. Ве молиме, превземете го и вие Советот, поништете одлуката, па еве мене нека ме прогласат за најголем СДСМ-овец во Битола. Немаме ние проблем. Јас немам никаков политички проблем. Нека си решат таму во Советот. Да не се малтретираме ние секоја среда, да не збираме подписи, да не трпиме уцини, да не трпиме ништо.
Многу едноставно е. Замислете Битола, 298.000 жители од Пелагонискиот регион. Зависат Ерен, 300.000 жители од Пелагонискиот регион зависат од 40 луѓе, од 9 советници во општина Новаци и од 31 советник во општина Битола. Ова никаде го нема, бе, браќа и сестри. Ова е сулудо. Ова е сулудо што сака да ни го направат. Паљо, за твојот предлог, да те известам за криволак, се јави градоначалникот од Неготино и порача вака: нема теоретски шанси. Ние Неготино не киме никако и по никоја цена нема да имаме овде регионална депонија во Криволак. А нашите градоначалници не убедуваат дека многу убаво ќе ни биде. Не однесоа со автобуси. Замислете, ојдовме таму. Предпоставам дека градоначалникот се јави по партиска линија во рек Битола, кај што сум и јас работен. По партиска линија добивме 2 автобуси, значи ние сме ВМРО-вци, затоа што влеговме во автобусите. Ни дадоа 2 автобуси за тие што сакат да ја видат депонијата. Ја видовме депонијата. Меѓутоа ја видовме и идната депонија. Направивме убави снимки и од таму. Две депонијата на Каршидуга. Да, точно е дека депонијата во Мегленци е еколошка бомба. Средате бре советници, кој ви брани да ја средите депонијата? Ние? Не. На таква економска, еколошка бомба, уш една депонија на Каршинеја да направите, повторно за нас сулудо е. Да не должам многу, претпоставам дека ќе се јават доста дискутанти. Доколку нешто се сетам во текот на протестниот собир, повторно ќе се обратам. Јорго, те молам, искрено те молам, и Горан Тасковски и сите политичари што сте отека дојдени, ни вас двата ве познавам. Немојте повеќе на говорница, како да ви објаснам. Не знам како да ви објаснам, мисля дека вие стоите за протестот. Некој е измислено христијанско братство, некој е ВМРО ДПМН, некој е СДСМ. Никако да му текни дека народот стои, бре, луѓе. Не сме организирани за вечерашниот протест, кој ќе збора, како ќе збора. Сакам уште еднаш да ве поздравам од нашите пријателски браќа од Прилеп. Беа вчера дојдени во Новаци. Денеска се јавија многу касно и тие имат обврски, ќе дојдат. Ветија дека ќе дојдат и во поголем број во среда. Значи во Прилеп се свесни дека се спрема депо, ќе кажат тие и тие какво депо, во Пелагонија од невидени еколошки катастрофи. Ве молам, кој бара збор. Прво да прашам дали е тука, не сакам по име и по презиме да прозивам господјата. Господјо, доколку сте тука, повелете, качете се на говорница, обратете му се на луѓето и кажете му дека ќе правите нов иницијативен одбор, ќе си ги повикате вашите луѓе, така кажавте. Ако сте тука, повелете, не ве гледам. Тоа заќутете за секогаш. Кој бара збор, ке ве молам? Дали некој бара збор? Ајде, повелете. Добро вечер на сите, јас сум Билјана и сакам да ви прочитам нешто во врска со темата. Песна за освестување од зимскиот сон.
На нашите битолчани им се испрани мозоците и се земаат здраво за готово, како да се од друга планета, не се свесни дека заразата на секаде ќе шета. Сакаат да веруваат во секоја лажна вест што им се сервира. Кога ќе прогледаат, тоа многу ме нервира. Зар уште не ви е јасно дека здрав човек нема да има? Ќе биде во лето зима, ќе се поремети целата воздушна клима. А за загадената почва и храната и водата да не зборуваме. Сакаат сите тивко да се огоруваме. Тоа нема да го дозволиме. Ќе се бориме и ќе успееме, зашто само еднаш живееме. Должноста да се спротиставиме во секој од нас се буди, а нив на профитерите и мината ќе им суди. Браво! Ви благодариме. Дали уште некој друг да разбор? И што тогаш ќе ве забавувам јас. Ајде малце мотивацијски. Ајде, после палјото јас ќе разговарам повторно со вас. Добро вечер на сите, голема благодарност што дојдовте. Новаци беше стварно едно големо искуство, го блокиравме пато и јас бев, не може да би среќен во оваква ситуација, али бев задоволен кога видов 200 камиони кај што си чекат 1 сат ние да си ги завршиме нашите говори, значи тоа беше стварно голем успех. Од Новаци до Рек чекаја камионите културно, се беше културно, полицијата си беше на ниво културна, се заврши во одредениот термин од сат време. Уште поголемо искуство и многу сум задоволен за автобусите што ни ги дадоа, што спомнато ни, затоа што стварно ја видовме, јас прв пат бев таму, може некој од вас има тој ден во Мегленци, она е катастрофа што постои во моментот сега. И знам дека тие се вадат на таа катастрофа, дека стварно треба да имаме депонија. И стварно треба да имаме депонија со европски стандарди, да биде еколошка, да биде чиста се. За град. Зато ние донесовме 2 решенија и ги повторуваме цело време кои се тие 2 решенија. Ако тие запнат да имат регионална депонија, да биде што подалеку од Пелагонија. Затоа јас го предложувам криволакот и таму си има гаѓано, има НАТО гаѓано, има полиција гаѓано, војска, тоа е веќе контаминирано земјиште или радиоактивно, така да депонијата ќе си дојде на своје место како дома да си иде. И затоа го предложивме тоа. Второто и најубаво решение според мене е да си имаме ние наша депонија за Могила, Новаци и Битола. А тие нека си прават регионални депонии кај што сакат. Ние нема да се вклопиме во таа регионална депонија, имаме доволно средства, доволно финанси, Мегленци да се претвори во една европска стандардна со сите заштитни мерки еколошки за Новаци, Могила и Битола. Зошто ни се нас џубрината од 18 општини? Замислете во Охрид во лето колку џубри има. Цела Македонија оди таму и са тие со камиони нас да ни го носат овде. Тоа е значи страшно нешто. Значи овие 2 решенија ги понудивме, а ова второто последното е најидеално за нас и мислам дека тоа е најидеалното решение за ние да се спасиме од ова. Како што спомна Тони, ние разговаравме со сите, не ни интересира која политичка партија е, и самите партии велат ние неќиме да застанеме зад вас, ниту да изјавиме дека ви поддржуваме, затоа што го цениме вашиот граѓански протест и неќиме партиски да го боиме. Самите партии значи тоа ни го рекоа. Али ве поддржуваме. Значи можам одма да кажам кој не поддржува во моментот сега. Значи во моментот не поддржува Левица, не поддржува поинаку и на вчерашниот состанок не поддржува и СДСМ. Значи нас тоа ни е битно. ВМРО останеа осамени, али мислам дека и тие ќе се сменат, оти овде нема никаква политичка позадина, овде се работи да немаме депонија регионална во Пелагонија. И друго, ко бевме таму, се свртиме на Мегленци, ќе умревме сите од миризбата. Значи тоа беше страшно нешто. Ќе исповраќавме ќе 200 куќи на свињи и шо нема. Во право се тие, тоа и беше целта на градоначалникот на Новаци да однеси и ние да ја видиме Мегленци и тоа да му биде него оправдање дека треба да се направи. Треба да, Мегленци е катастрофа, еколошка бомба. И после се свртивме на другата страна кај што е планирано да се прави новата депонија. Луѓе, сите имате гледано коубојски филмови.
една прекрасна зелена прерија, бе. Едно прекрасно плодно земјиште, таму води подземни питки, тука врви Бела Роса, Пелистерка, се. Дали знаете дека тие води до Кожани одат? Веќе направиме меѓународен скандал со грците, со сите. Ке му ја затруеме водата на еден куп луѓе. Но тоа е пореметено, бе. Треба здравиот разум да проработи. Таа зелена долина ќе си остане зелена долина. Мегленци ќе се пренавени да си биде за могила Новац и Битола. Тоа е нашата крајна цел. Тоа е се ќе успееме. Моментално го имаме мнозинството во Советот во Битола. Јас толку имав да кажам, имам голема надеж дека може на крајот и советниците на ВМРО да се променат со нивниот став и да видат дека цел народ е против нив. Не против нив, ова не е некоја борба против некоја партија, дека цел народ е за логично решење за да биде Битола здрава, имаме здраво поколение, да не сме по болниците, како сега секој трети човек е болен од рак и дека здравиот разум ќе проработи со Господ напред. Фала ви на сите. Ти благодариме. Хајде некој друг по разбор. Господјата замина? Ворец. Ајде вака се. Нови площад. Пред 4 години, во 2001 година, кога невидливиот го потисна светот, односно коронавирусот кога го потисна светот, не само нашиот град, не само нашите политичари, туку и сите политичари во светот видоа дека со народот може да манипулираат како со мали дечина 3 годишни. Да ве подсетам, во време на коронскиот период ме затворија како кучина дома, ни кажваа кога да излегваме и да мафтаме со опашките, сабота и недела ни беше забрането да се движиме, не тера да ставаме гаки на устите и не тера присилно да се вакцинираме. На овој площад овдека исто така одржавме 25 последователни протести. Тогаш се викавме ние народот. Поздрав до сите, тука гледам доста присутни од ние народот. Ви благодарам и тогаш што бевте упорни. Зошто го кажувам сето ова? Немојте нити случајно да мислите дека сме малку народ овдека собрани. Точно толку сме колку што треба. Ова е сепак мајата битолска. Овдека е битолскиот разум. Во време кога ви гори куќата, како пријателчината што седат по кафичите, вие да се грејте, е сулудо, ненормално. Обидете се. Обидете се да си ја угасните, да спасите вашата куќа, односно вашиот живот. Да повторам, 25 пати марширавме угоре удолу. Меѓутоа се разви помеѓу нас долгогодишно пријателство, кое што верувам и дека помеѓу вас овдека присутни дека се разви. Затоа што овој ми е трет микрофон. Кабел е, кабел. Еден, два. Кабел. Ова ми е трет микрофон. Затоа вака го држам во рацете, затоа што првите два ги изгазија. Значи овдека тогаш бевме разумот, ние барем така си мислиме дека бевме разумни и дека не се вакцини. Дека Микрофонот земи го. Stare no fumo. Andiamo no fumo. И на крајот се завршува со чеканото. Кога ќе затаи технологијата, одиме со чеканото. Што
вакцините што ги правевме пред 4 години овека. Успеавме, не се вакциниравме. Меѓу вас претпоставувам дека има вакцинирани. Вие се вакциниравте од страх и од неинформираност. Да бевте информирани, како што сме денес информирани, како што гледаме дека Pfizer ја губи војната со присилното вакцинирање, посебно Фаучи и така натаму и така натаму. Европската Унија исто така ќе ги тужи оние доктори кои што присилно ги вакцинира и ги лажеа невакцинираните. Значи, ете, по игром случаја, издржавме, да се повторам, 25 протестни маршови направивме, тоа се 25 недели. 25 недели протестиравме овека. Не протестиравме, едноставно го фрливме стравот, го закопавме стравот. Се дружевме овека. Пиевме кафе, пиевме топло вино, пиевме лимонада ладна, затоа што променивме 3-4 годишни времена. Се разви пријателство и сигурност во самите нас. Затоа и денес мора да се јави пријателство помеѓу сите нас и сигурност и исправност во нашите постапки. Јас верувам дека сум на страната на вистината. Верувам дека и вие сте на страната на вистината. Се прашувам, како нормален човек, во што ли веруваат нашите советници? Како ја донесоа одлуката за формирање на регионална депонија? Ви тврдам, проект нема или го кријат. Затоа што нити советниците во град Битола не го имаат видено проектот. Па од тука ќе ги запрашам, дами и господа советници, како и зошто кренавте рака за регионална депонија, кога воопшто не сте запознати со проектот? Воопшто не сте запознати со неговиот економски дел, неговиот еколошки дел, неговиот организацијски дел. Внимавајте, тие со 18 општини се збратимуваат, да не ги редиме сите, од Тебар па до Прилепа града, и на сите општини одговара да си го носат љубрето овдека, вклучувајќи ги и нашите градоначалници на Битола и на општина Новац. Зошто? Само тие си знаат. Меѓутоа јас едно нешто друго знам. Зошто се брзаат? Затоа што доколку не ги почнат изведбените проекти, физибилити студиите и така натаму, до крајот на оваа година ќе му пропадни грантот од 22 милиони евра. Тој што го зедоа. Значи на име на отпад во оваа држава се земени околу 77 милиони евра. 55 милиони се кредит, од кој што 30,1 милион евра се за новачката депонија, таа што сакаат да ја направат за регионалната депонија. Внимавајте, зашо ќе се потрошат сега да малце да се објасниме. 22 милиони евра ќе се потрошат за 83 камиони, 26 прес камиони, 12 услужни камиони, 5.000, не знам, 54.000, не знам колку канти за отпадоци, мрежа што ќе поставиле во депонијата, затоа што во почетокот јас мислев дека ќе се изгради некоја фабрика, Один ја кажа како ултрамодерна депонијата. Нема ништо, браќа и сестри, имена дупка која што нашите советници и новачките советници ќе му отстапат на 18 општини да ја полнат и предпоставувам на Европската Унија. Европската Унија, мислам дека го кажав овој податок, меѓутоа ќе го повторам уште еднаш. До 21 февруари владата на оваа република, држава, сегашната влада, аплицира до Европската
Европската Унија за увоз на отпаден селектиран материјал. Што значи тоа? Значи, ние бараме од Европа да увезиме нивно ѓубре. И сега, нормално секој ќе се запраша, зашо ни е ѓубрето? Немаме фабрика за рециклажа, пунктови за рециклажа, немаме фабрики за рециклажа, а ќе увезуваме ѓубре. Какво ѓубре? Злато, бакар и железо не ни дава Европската Унија. Што може да ни даде Европската Унија? Нема ни ѓубре да ни даде. Да го рециклира тие ѓубрето. Видовте, не знам кој кажа дека за во Копенхаген, во центарот на градот има депонија. Нити смрди депонијата, нити па нешто одстрана, нити нешто одстрана околината има штетно влијание. Овдека кај нас бе се работи за многу проста работа. Бевме таму, го слушнавме Гркот како ни го образложуваше проектот. Ними му треба простор за 5 до 7 години, каде што ќе го наполнат со тоа што сакаат и едноставно ќе си заминат. Од тука ги прашувам и властите, излезете, дојдете тука, нека дојде Мицкоски, нека не убеди, градоначалникот нека не убеди на Битола, на Новаци, нека застани тука пред луѓето и нека не убеди дека нема да се увезува нуклеарен отпад. Повторувам, не, дека нема да се увезува нуклеарен отпад. Затоа што веќе еднаш не изгоревте, сега сме изгорени. Поминативе 4 години, до Некни, Тец Осломеј и рек Битола, цела зима гореа масло, овај се извинува мазут, со сомнителен квалитет. Што може тој да биде сомнителен квалитет? Каков е тој сомнителен квалитет? Нека ни кажат да знаеме ние. Страме и грев да не знаеме ние овдека. Што се случувало во реки во Тец Осломеј? Цели 4 години. Ќе ви кажам, Капушевски се вика, дете на ВМРО ДПМН и овај од Пуцко Петрол, тој е дете на ДУИ. Тие двајца и да ги обесат сега, не вреди ништо. Не отруја нас овдека. Тие се бе предатори, луѓе, разберете. Ними не ги интересира нација, вера. Ними само парите ги интересира. Колку повеќе да му се зголеми контото. Затоа, мора да пристапиме сериозно на проблемот. Немојте, ве молам, да очекувате брзи резултати. Стално добивам пораки. Ајде сега, што правите сега? Ајде сега да блокираме Битола, да го блокираме градот. Чекајте, бе, зашо да го блокираме градот? Ајде, ако знај некој, нека ми кажи, не е проблем, ќе го блокираме. Дали ќе постигнеме нешто со блокадата? Нема да постигнеме. А што правиме тогаш ние овде секоја среда? Што правиме? Од која причина вие тука секоја среда идите да ме слушате? Мене, Паљото или било кој? Јас ќе ви кажам. Тука прво го фрламе стравот, развиваме пријателства и се информираме. Затоа што денес, во 21. век, информацијата вреди многу повеќе од секој долар. Мора да сме информирани. Јас ако знам една информација, тука уште 300 луѓе има, по автоматизам имаме 300 информации, кои што ги споделуваме. Дали тука, дали на Facebook групите и така натаму и така натаму. Имам уште многу што да зборувам, меѓутоа не сакам, верувајте, да ве замарам. Дали некој сега бара збор? И повторим зашто Јорго не може да збора. Ајде ќе повторам. Не ќе ви кажам. Јорго веќе збораше и тука и Новац. Меѓутоа, се извинувам. Ни правите нас штета на координативното тело и на самиот протест. Затоа што сакат да го обележат како политички. Уште еднаш ако го видат овде ќе речат, аха, овие се политичари, овие има платен овај, ги има платен онај. Само од тие причини. И граѓански да дојде да се појави овдека на говорницава, пак истото е. Треба да сватите, бре луѓе, ние си имаме со чистото зло. Со чистото зло си имаме проблеми. Ќе дојдат овдека повторно прилепчани и ќе ви кажат,
протестираа 287 дена, од 6 сабајле до 15 попладне. И му сгазна на Бехтел и на Енка на вратот и успеа во своите намери. Беа упорни, беа многу помалце од нас, беа 50 до 60 души, постојано на пунктовите кај што му беше блокиран патот. Не ги оставија и не ги оставија Бехтел и Енка да му ги минират изворите од кои што пијат вода. Не дозволја да му се загади средината, затоа што таму веќе почна со минирање за сите работи. Сакам да ви кажам дека на никој не му е гајле за нас. За цела Битола да се испотруи не му е гајле. На никого. Зошто спрашувам на советниците не му е гајле? Толку немат сенс, толку немат осет, на толкави препокување по социјалните мрежи, но на толкави негативни коментари кон Мицковски. Јас да бе премиер, ке застанев, ке се распрашав, ке се запрашав. Чекајте бре луѓе. Од 940 коментари, 900 негативни, 40 моите партиските. Значи нешто не е во ред со проектот. За овој проект зборуваме. Меѓутоа тие, не знам како размислуват, што размислуват, не ни сакам да знам. Доколку никој не бара збор, тогаш се повикувам повторно, мирно и достоинствено да си продефилираме, да си го посветиме нашиот херој Стив Наумов, офицерскиот дом, и повторно да ве повикам наредната среда во 20:00 часот, побројни, дојаки и поодлучни од денес. И благодарам што бете дел од вчерашниот протестен собир. Може некој транспарент да носи? Почитувани битолски сограѓани, вие кои што во овој момент го пиете кафето, нека ви е на здравие кафето. Ке ве прашам, братски и пријателски, дали, знаете да што е соба на овој народ овде? Против не помијате, не да помијате. Не мора вечер вама на здравие, нека ви е кафето. И буџете се упредувиве, се бориме за нашето здравие, за вашето здравие, за здравието на нашите
Почитувани битовски сограѓани, пред вас што минува, протестиот марш наславен како стоп за Македонија, регионална Македонија во Новаци. На здравје нека ви е кафето, ќе покажуваме наредната среда. Одвојте еден сат од вашите животи и борете се прво за вашето здравје, а потом за здравјето на вашите деца и неродените. На здравје нека ви се на кафето. Pozdrav od Toči i Zapadruše. Mlad Čitovski Svete, prед вас почитана линија. Протестиот марш населен како стоп за регионална Македонија во Белогорија. На здравје нека ви е кафето, меѓутоа го очекуваме наредната среда во 20:00 часот на постан Магнолија. Бидете дел од протестните маршеви, заштитете го своето здравје, заштитете се. Защитете ги здравјата на вашите деца, на неродените. Почитувани битовски сограѓани, ова што обарате во моментот што го види вашите очи е протестиот марш стоп за Македонија во Белогорија. На здравје нека ви е кафето, меѓутоа наредната среда 20:00 часот се очекуваме на постан Македонија, каде што јасно ќе му кажете стоп за Македонија, за Белогорија.
почитувани Витолчани. Меѓутоа, однесете како вашите животи и приклучете се наскоро за Вепонија, регионална Вепонија, до Пелагонија. Се смеел многу. Ајде да плачам. Не, бе, тој. Стоп за Вепонија. Не има доста. Супер е. Каква е оваа ситуација? Млади луѓе, млад свету, почитувани Витолчани, треба први протестни марш за регионална Вепонија во Пелагонија. На здравје, нека ви е кафето, пивцето. Го очекуваме на редната среда, 20:00 часот, на площад, на стилите Нево Рончево, Вепонија во Пелагонија. Почитувани Витолчани, што купите вашите очи да видува протестниот караван до Вепонија во Пелагонија. А здравје, нека ви е кафето. Меѓутоа, однесете како вашите животи на редната
Почитувани, драги битолчани, нема шанса да не гледате. Тука сме по крај вас. Ние сме протестот против реформата на Македонија. Одбавија дека ви е кафето, меѓутоа, време да станите дел од отпорот цитан Стопка реформа на Македонија. Наредната среда 20:00 часот се ведете пред площад Магнолија. Ке не има се додека политичка неволя се го намери. Почитувани браќа и сестри, мои ценети драги и млади битолчани, нека ви е на здравие кафенцето. Тоа што го гледате пред офицерскиот дом, организираниот отпор, стоп против регионална депонија. Ве покануваме на наредната среда, во 20:00 часот, на площад Магнолија. Може би не гледате, не слушате, меѓутоа за се има свое време. Уште еднаш на здравие кафенцето дека ви е. Нито јавност ќе ни има повеќе созревање. Почитувани, ви благодарам што и вечервава несебично бевте дел од протестот Стоп за депонија во Прилагонија. Гледајќи ве вас, знам дека не сум сам, не сме сами и знам дека овој град има иднина. Овдека се раѓа нешто што за многу кусо време ќе му заспета на сите. Овдека се раѓа нешто што еве ви тврдам дека 35 години не се родило. Овдека се раѓа разумот кој што ни беше одземен цели 35 години. Меѓутоа во услови на апсолутен хаос, во услови кога системот пука по сите параметри, во услови кога е најбитна само златната полуга, кога луѓето, односно оние кои што се занимаваат со политика, воопшто не ги интересира никого и ништо, наеднаш на 3 места, во Струмица, во Кочани и во Битола, се јавува разумот. Како што видовте, собратив културно до нашите драги сограѓани кои што пијат кафе. Кафеџите нека бидат. Тие се наши браќа и сестри, наши пријатели.
Меѓутоа, тешко е да се стигне до нивниот тум. Затоа, со смеење, ми замерија зашто многу сум се смеел на бината кој ќе зборувам, што требаше са да плачам овде пред вас. Може би ќе ме сватете посериозно. Ние се разбираме многу лесно. Меѓутоа, другата страна не можат никако да не разберат, затоа што никогаш не се судриле со вакво зло. Никогаш не се судриле во и чипирани да бидат ке со чипиран. Него кога ќе проработи онај животинскиот инстинкт за опстанок, се плашам само да не биде многу касно. Затоа, повторно уште еднаш ќе повикам, и вас ќе ве повикам, викајте ги вашите роднини, вашите браќа, пријатели, сестри. Бидете упорни, како што сум упорен и јас. Дури не можам да се препознам, дури досаден. По 10 пати ако треба ќе му кажам на комшијата. Ако тој си мисли што сака за мене. Многу ми е битно и тој тука да дојде овдека утре до лие. Да станиме нешто што треба да станиме. Дали некој од вас бара збор сега? Ајде, повелете. Не сум спремна за говор, само сум иритирана од една многу, да речем, неуба сцена што беше предвадена. Јас сум растена во срцето на градот, но се мажив во населба Бадембалари на Бајев. 30 години сум таму и откако знам, да речем, во последните години, нон-стоп се пријавува палење на кабли, на гуми и депонија што ја одлагаат граѓани, не знам кој да не ги именувам, но предвадена беше страшно. Бевме излезени со ќерка ми, кога се враќам, верувајте, беше изгаснат пожарот, од автомобилот до вратата имаше 5 чекори. Верувајте, значи кога влеговме дома, од таа миризба тешка, нагорени гуми, кабли и не знам каков друг отпад, толку цела ноќ мачни ми чувствував, што не можам да ви опишам, не можам тоа чувство да ви го опишам. А замислете таа мала депонија што беше запалена, замислете во толкави размери, да се пали, да осетат на своја кожа, што не можат да се справат во општината со долги години, упорно изложување на нашите проблеми и плюс централизација сега, јас се јавувам на полиција, ми се јавува Скопје. И со нивната милост требаше, ако тие одлучат дека треба да се јават овде во полициска станица за да интервенира полицијата, што не можеше догоре пристап да има, оти беше многу тешка миризбата. Тешка, значи тој што ќе мирисни, ќе се отвое, навистина, буквално ви кажувам. Буквално ви кажувам. Значи, не дај Боже битолчани да ја почувствуваат таа тешка миризба. Да не може цела ноќ да се совземат, што имат нагони за повраќање. А замислете си другиот ден, ги прашувам, политизирани жители, дали од ВМРО, дали од СДС, значи, никој ништо не забележа. Замислете си. Замислете си. Јас повикав средба да се закажи во местната заедница, што не знаевме кој е ни председател, и сега обеќа дека ќе дојдат и градоначалникот и таму некои советници, дека ќе го решат проблемот. А пред некоја година, пред да бидат изборите, бе исто така дојдени и баш тогаш палеа кабли и се завртија, што мириса вака тешко, вака секој ден ние сме изложени тука. На вакви труења. Не можат да се справат, зошто? Оти им се гласачки тела. Јас во очи им велам. Гласачки тела им се. А ние се труеме со години таму. Никој нема кој да не заштити. Ќе видат битолчани кој ќе ги заштити,
кои ќе почнат овде да се огоруваат секакви работи, што ние нема ни да ги знаеме, ќе видат тогаш, ќе си го проплукат мајчиното млеко. Нека седат сега на ушите. Толку, а му благодарам на Томи, што е упорен и што е позитивен и што е многу реален и да си проложи така и јас нема да се откажам. Ако ќе се откажам, да знаете дека нема тука да бидам повеќе. Ви благодарам. Ви благодариме и ние. Сочувствуваме искрено со вашето загадено подрачје, кај што живеете. Ја видов и ја снимката на Фейсбук. Она беше ратна зона од Никарагва, од Виетнам, од... Ја видов, не ја помирисав. Верувам дека беше одвратно, верувам дека вашето здравје беше во прашање и верувам дека градоначалникот ќе среди состојбата, да не се секирате. Утре во 4 сато чекајте во ќе среди состојбата. Дали некој друг бара збор, моите пријатели од нас, за да не побара збор нешто? Ајде, дали некој бара збор? Ајде. Нападната беше и госпоѓава, која тада збира подписи во Новаци. Таа е членка на координативното тело и од општина Новаци доаѓа, поточно од Новаци. Добар вечер, почитувани присутни. Јас сум Македонка Соклевска, од село Новаци сум. Овде на протестот гледам уште неколку новачани, меѓутоа да не ве загрижува тоа што тука не се видливи и присутни. Цело Новаци е со нас и ја дава поддршката, еве и Тони беше во собирањето на подписи, да знаете дека новачани со своите подписи ја поддржуваат иницијативата за референдум. Во името, значи, на новачани ви кажувам дека сите се 99% од жителите на Новаци се против депонијата. Знаете дека тука не се на протестот од добро познати причини, бидејќи и на новачкиот протест не беа присутни, бидејќи имавме дојава дека шетале по куќи, им се заканувале да не излегуваат на протестот, им се заканувале со работни места и така натаму. Меѓутоа, сакам да им порачам на моите жители во Новаци да не се плашат и да не подлегнуваат на политички притисоци, бидејќи нивните подписи се нивно лично право и лични податоци. Никој не смее да чепка по нивните подписи и да им се заканува понатаму, затоа што тоа се износи друга одговорност, доколку некој ви ги користи вашите лични податоци. Ве поздравувам сите и да знаете дека Новаци, ако не се тука присутни, сите се против депонија, освен се знае кој. Му благодариме на Македонка Соклевска од општина Новаци. Дали некој друг бара збор? Втор пат, некој друг? Ајде накратко, исто така членка на координативното тело. Не сум самиот, да не ми замерите. Уште по-близко, евака. Значи, на вистина нова денес дознавме штом решил градоначалникот да оди од куќа на куќа, односно да испраќа луѓе за да не успее референдумот, а референдумот не е ни почнат. Прво не знаат дека собиравме подписи за иницијатива. Подписите за иницијатива значај дека секој сака да си го кажи своето мислење. Доколку го знаеја тоа, немаше да има потреба да шетат по куќи. А доколку шетат по куќи, значи вечерва разбравме дека ние сме страшливе, опасни сме. Ни се плашат и треба да се плашат, оти нема да застанеме. Друго, според статутите на општините, си има таму точка закон за справување со отпад. Локацијата ја одлучува општината. Нека не се вадат со централната власт. Потоа ја известува централната власт за која локација се одлучило. Како што одлучила, може да одлучи и да си најди друга локација и после да ја извести централната власт.
Да не лаже. Трето, цело време се вели, ама кај сте досега, сте се закасниле. Не сме закаснете, затоа што нема планска документација, ниту урбанистичка документација за било какви градежни работи на територијата што ни ја споменуваме. Ниту има урбанистички план за изградба на пат, ниту има проект за изградба на пат, ниту има урбанистички план кој што треба да ја помини цела општинска процедура која е спора, па за да се почне со градба. Значи, многу добро му се најдовме на општините. Немат ни време за да почнат и ќе можат да се вадат со нас дека не можат да изградат депонија. Се е во нивни прилог и во наш. Ајде ви благодарам, се најдобро. Ви благодарам на госпоѓа Весна Кочанковска. Тоа е онаа госпоѓа која заедно со мене посети 30-40 новачки домови. Ние бевме во Новаци, јас и таа, и собиравме подписи за иницијативата. Да не биде новачанец, ќе речат ти си од ВМРО, ти си од СДС, мојдовме ние, антиполитичари двата, кај се најдовме не знам. Во секоја куќа бевме примени како нивни сродни, како нивни браќа и сестри. Не нудеа со кафина, со сокчина, не можевме, верувајте. Дај да се подпишиме трчена. Значи влеговме, собравме 100 подписи, застанавме, не ни треба толку повеќе подписи. Можевме да одиме во сите куќи, јас сум прилично упорен човек. Во еден ден поминав 171 километар, облепив 24 пелагониски села, самиот. Ви кажав некој. Ако бевме 300, ќе облепевме некаде 750 села. Затоа барам на сплотеност, барам на организираност, барам на разумност. Сега пукат по нас. Кој сте ви од Битола, дидите овде во Новаци? Новачките советници, градоначалникот. Зошто вие да берите подписи? Мене вака ми рече градоначалникот, искрено ќе ви кажам, можда не е долично што ќе кажувам делови од разговорот, меѓутоа ми рече ти не гласаш, шо бараш? Чекајте, ако не гласам, значи треба да умрам јас во оваа држава. Јас вистина не гласам. Од 99-та година наваму. И шо треба ние, да умриме? Шо не гласаме? Вие сте политичари, по вас ќе викаме. Не може да сватат дека јас прв пат го видов тој човек таму како и сите куќи, кај што влегов. Нити му претевме со Весна, не сме страшни. Воопшто те видете не. Нити су пијаши некој од нас, нити ништо. Тие одат со притисоци, со отпор. Меѓутоа не знаат дека се повеќе и повеќе тонат во песокта жива во која што самите си влегоа. Свесни се луѓето, затоа што се работи за нивното здравје. Како што рече Паљото, кај е тука негде? Тука е. Тој виде само 100 до 200 камиони. Меѓутоа, камионите се многу повеќе. 300 камиони дневно влегуваат во рек натоварени со ќумур. 30 цистерни пепелта од рек ја носат, радиоактивната пепел од рек, замислете, ја носат во Скопје, во срцето на градот. И скопјани, шубо ни дојде пепел од Битола. И тие не се свесни каква еколошка катастрофа во Скопје има. Луѓе, од пепелта прават чименто. Најефтина му е. Нека си градат. Меѓутоа од чиментото заоди секаде во сите објекти и овој објект. Кој ќе спречи радиацијата утре други ден? Знаете како велат? Ништо бе, пепелта е најчисто. Да, дами и господа, пепелта од дрва е најчисто. Меѓутоа пепелта од јаглен, во кој што има и доста радиоактивни материјали е, шо знам. Не можете да ме убедите. Внимавам многу што зборувам, ова се што го зборувам не се полувистини или инсинуации, ова се вистини. Внимавајте вие, затоа што вашиот реч изречен овдека тука од говорница има, како да речем, тежина.
Внимавајте што зборувате. Затоа што очекувам јас, секој момент очекувам да удрат на мене, на неа, на било кој. Тоа очекувано. Уште кога влегов да бидам дел од овој протестен собир, влегов со една цел, да нема депонија. Размислив добро, што може да се случи? Што може да ми се случи в затвор, да ме пикнат или да му убијат? Најмногу што може да ми направи? Да ми избркат од работа? Ќе си најдам друга работа, млад сум, ако се лажиме. Дали некој друг бара збор? Дали некој друг бара збор? Се гледаме наредната среда, 20:00 часот. Дојдете во уште поголем број. Ве сакам сите. Не е ова туку така речено, искрено ве сакам сите, ве почитувам сите, затоа што ве доживувам како себе блиски. Имаме една иста цел, да ја заприме депонијата. Па после, кој сака нека си гласа, кој сака нека не си гласа, кој за СДС, кој за ВМРО и така натаму и така натаму. Уште еднаш ви благодарам што бевте дел од 9-тиот последователен собир Стоп за регионална депонија во Пелагонија. Сето е добро вам и на вашите семејства. Сите ве поздравив.